Руската група Вагнер, приватна армија, води голем дел од борбите во украинскиот град Бахмут. Многу нејзини платеници се регрутирани од руските затвори. Вагнер обвинет за широко распространетите злосторства во Украина, мачење и убивање на воени затвореници и цивили, вклучително и деца, обвинувања што таа ги негира. Членовите на групата Вагнер, вклучително и незиниот лидер Евгени Пригожин, веќе се предмет на санкции на САД, Европската унија и Велика Британија. Вагнер тесно соработува со руската држава. Минатата година го отвори овој центар за воена технологија во Санкт Петерсбург. Според лондонскиот весник Таймс, Британија гради правен случај за прогласување на Вагнер како терористичка организација. Припадноста или промовирањето на Вагнер, па дури и прикажувањето на неговото лого би станало кривично дело. Тоа може да ги одврати компаниите да прават бизнис со Вагнер, но сомнително е каков ефект ќе има, бидејќи Вагнер ги добива нивните финансиски средства, не толку од Европа, туку од активностите што ги спроведуваат, нелегалните активности во Африка. Тогаш, кои би можеле да бидат придобивките? Да, тоа е можеби посимволично. Платениците на Вагнер оперираа во Сирија и неколку африкански земји, вклучително и Либија, Централна Африканската република, Мали и Судан, вообичаено нудејќи им на владите безбедносни служби во замена за пристап до рудното богатство и поддршка за геополитичките цели на Русија. Борците на Вагнер се обвинети за широко распространетото кршење на човековите права. Во март 2022 година околу 300 цивили загинаа во напад на малиот град Моура, кој тогаш беше контролиран од џихадистичките сили. Зборувајќи во тоа време, сведоците ги обвинија силите на Мали и руските борци на Вагнер за екзекуции по кратка постапка, што Мали го негираше. Војската на Мали дојде со многу белци, можеме да ги наречеме руси. Тие не се разбира еден со друг. Земаа од 15 до 20 луѓе, ги построија на околу 100 метри од нас, ги натераа да клекнат и ги застрелаа. Францускиот парламент гласаше за прогласување на групата Вагнер како терористички ентитет во необврзувачка резолуција, со што се додаде притисок врз Европската унија да превземе акција. Во Вашингтон, двопартиска група пратеници се залагаат САД да го класифицираат Вагнер како странска терористичка организација. Американскиот јавен обвинител во март изјави дека нема да се спротистави на потегот. Во САД, доколку бидат означени како терористичка група, тоа ќе има најдалекосежни последици, бидејќи секој што ќе обезбеди материјална поддршка на групата Вагнер, исто така може да се соочи со кривично гонење. Тоа би значило дека државите или одредени владени функционери од африканските држави, кои се занимаваат со Вагнер, би можеле да бидат одговорни за кривично гонење. Во извештајот на Таймс се вели дека Британија би можела да го назначи Вагнер како терористичка група во рок од неколку недели. Британската влада одби да коментира.